Најголема благодарност на општината Кавадарци, кој што навистина покажа голем интерес да се сензибилизира, како што вие кажавте, исклучително важна, за жал би кажала, актуелна проблематика која што не се случува само во Македонија, туку во регионот и во целиот свет. Именно општината Кавадарци, на чија што територија гравитираат вкупно 10 училишта, од кои што, како што знаеме, 7 основни и 3 средни училишта, во текот на месец март и април ќе бидат реализирани, прво да ве поправам, 2 циклуси на обуки. Првиот циклус на обуки ќе се однесува на темата превенирање на насилното однесување меѓу учениците во основните и во средните училишта, а додека пак вториот циклус на обуки ќе се однесува за подобрување на квалитетот на наставата, односно преку интерактивни модели да развиеме педагошки компетенции на наставниците. Инаку со оваа прва проблематика за превенирање на насилното однесување меѓу учесниците ќе биде реализирана во 4 семинари со кои што се опфатени наставници од одделенска и од предметна настава од основното образование и професори од средното образование. Меѓутоа секако ќе бидат опфатени многу важната целна група во дијагностицирањето и третирањето на оваа проблематика, а тоа не се стручните тимови од училиштата. Многу размислувавме каков пристап да имаме на овие обуки и секако дека го почитуваме образовниот светски тренд, дека треба на оваа проблематика да се пристапува мултидисциплинарно. Од тој аспект овој проблем ќе биде третиран од педагошки, психолошки, правен, меѓутоа и од социолошки аспект. Меѓутоа, бидејќи знаеме дека имаме во секојдневието не се јавуваат такви различни насилни однесувања за кои што не се говори многу, од таа причина имаме покането и родител која што ќе ги презентира своите искуства како родител чие што дете било токму жртва на булингот. Инаку, секако дека имаме резултати од емпириски, меѓутоа од теренски истражувања, во кои што имаме добиено фрапантни податоци за тоа дека нашите ученици всушност немаат доволно знаење и немаат развиено компетенции да го препознаваат пред насилното однесување, а и кога ќе бидат жртва на насилство, потоа какви протоколи, односно по кој редослед треба да се пријават. Голем дел од нив тоа го споделуваат меѓу врсниците, а дел од нив го споделуваат со семејствата. Секако дека многу важни фактори не се тука основните и средните училишта, наставниците, стручните служби, меѓутоа не се важни и општината, представниците од локалната самоуправа и секако представниците од Министерството за внатрешни работи. За жал, многу голем број од насилствата не се случуваат и во училницата. Тоа е нешто што нашата хипотеза не се потврди, бидејќи според нив тоа е на некој начин најбезбедното место во кое што немаме камери, на малите одмори нема наставници и како резултат на она што се вели претходно вербално насилство, имаат насилство сега многу активно на сајбер насилство преку социјалните мрежи и да доаѓа до физичко и до друг вид на насилство и во самата училница. Исто така мораме да кажеме дека можеби во возраст од средно образование е веќе задоцната приказна. За оваа проблематика треба да почне да се работи, да се действува уште од рано училишна возраст и на некој начин треба да имаме развивање на свеста да треба да се зборува малку погласно на оваа проблематика, меѓутоа сепак треба да имаме развиени и знаења и компетенции и на наставниот кадар, но и на семејствата во процесот и на превенирање, на дијагностицирање и на действување. И мораме во рамките на Институтот за Европа за тебе да укажеме голема благодарност на градоначалникот магистар Митко Јанчев, кој што навистина секогаш е отворен и поддржува вакви проекти од областа на воспитанието и на образованието. Јас како градоначалник и прв мандат, прв пат имаме организирано ваков семинар и со отворено срце и со отворени врати го примивме семинарот да го организираме во општина Кавадарци, поготово наставниот кадар, затоа што знаеме дека образованието и од основно и од средно образование се луѓето децата најбитни за да можеме да ги воспитаме, поготово општо превентива, значи како што кажа и професорката, че имаме превентива и од насилство, меѓутоа и општа превентива и од социјален кадар и од педагошки моменти, така да наставниот кадар добро да биде едуциран, да се здобие со ваков сертификат, за да можеме да имаме поквалитетно образование и да нашите очекувања и од наставниот кадар и од самите ученици бидат на повисоко ниво. Општина Кавадарци работи на повеќе физибилити студии на 2 програми, на спортски центар. Јас сакаме да го заокружиме процесот со
скейт парк со затворен базен за пливање, со други содржини, така да ги ставиме и да ги вметнем во наставна програма. Меѓутоа најбитно ме мене како градоначалник и како локална самоуправа која што имаме директна ингеренција врз образованието, да можеме колективот да го седнеме заеднички, да го сплотиме и тој колектив да биде објективен према сите и од тука да почнеме, па после да можеме и нашите ученици или дечиња да ги ставиме во еден колосек кој што ќе биде подобро за општеството.